Поздрав до гледачите на телевизија Ирис во уште една од сетот емисии отворено на тема, но темата е уписот на Универзитетот Гоце Делчев. Се разбира уписот на новите студенти, но не може да се пренебрегне и можноста кога седите со деканите или со интелигенцијата на овој народ да не поставите прашања кои се важни за моментната состојба во гранките каде што тие пренесуваат знаење, но многу често забораваме дека професорите не се само даскали, оние кои пренесуваат знаење, имаат многу поголема општествена одговорност, а тоа е иницирање или предлагање на решенија за проблемите или состојбите во општеството во овој момент, посебно правењето на стратегии за иднината или решение во економијата, општеството, одбраната, безбедност и така натаму. Пред да го започнам мојот разговор, ми падна на памет една од речениците во кое што кралот Едвард, оне што успеа да поднесе оставка од кралското место на Британија, има изјавено дека крајот на 20-тиот век ќе биде модерна преселба на народите и количеството на американскиот хедонизам кој се преселува во Европа ќе значи туризам, поточно ќе значи можност за голем дел од граѓаните на Европа да го посетат она што никогаш не го виделе или да можат да ги вратат своите сили на начин на кој што во тој момент е достапно само на високата англиска класа. Ни целиот 20 век сме сведоци на тоа. До денес, да тоа стане голема индустријска гранка, да не ги спомнам само цифрите кои што бројките од кои што развиените држави имаат до 20% од нивните буџети или од GDP-то, да не погрешам некаде. Замислите Америка која Соединените американски држави која нема археолошко минато, денес има огромни приходи од нешто што се нарекува туризам и угостителство. За овие теми и за темите од универзитетот со деканот на факултетот за туризам и угостителство, господинот Никола Димитров, професор, доктор. Професоре, благодарам прво што додате во мојата емисија, што одвоивте време од секојдневните обврски кон студентите. Јас намерно ја направив овој вовед како правење на слика околу тоа дека од задоволство од хедонизам денес туризмот и угостителството стана гранка која е скоро еднаква на фармацијата и бега само војната индустрија. Би ве замолил вас за коментар. Да, ви благодарам. Најнапред пред да одговорам на вашето прашање, нашиот коментар, јас да го дополнам исто така со мои коментари и мои согледувања. Сакам прво да се заблагодарам на телевизија Ирис за поканата да се представиме како факултет за туризам и бизнис логистика, односно јас како декан на факултетот, да презентираме што е нашиот факултет, каде е лоциран, колка е потребата на побарувачката на студенти за следната академска година и така натаму. А за тоа потоа, ова што вие го спомнавте, точно е тоа така. Меѓутоа сега туризмот станува буквално кажано револуционерен бум. Јас би кажал дека туристичка револуција се случува не само во текот на 20-тиот век, особено во последните неколку децени, меѓутоа и 21-виот век. Тоа е дејност, гранка која што забрзано се развива и не случајно и ние како држава правиме стратегии и други плански активности околу законски регулативи и слично. Меѓутоа исто така и активностите што ги имаме ние како високите институции и останатите високообразовни и другите образовни институции од рамките за подготовка на кадар од туризмот, угостителството и другите дејности. Така да и ние се трудиме, од година во година се повеќе доаѓаат туристи, особено странски туристи, иако бројката е сепак мала, затоа што имаме можности да понудиме многу повеќе, но за жал нашата економска моќ на државата е таква како што е моментално, меѓутоа што не значи дека не можеме тоа да го направиме и подобро и да понудиме повеќе можности за туристите да доаѓаат во нашата држава, меѓутоа не само за странските туристи, туку и за нашите домашни туристи, повеќе да ја запознаваат својата татковина, а постои додатно и во соседните држави подалеку, секој кој според желбите, афинитетите и според економската моќ. Меѓутоа факт е тоа дека треба повеќе да си ја запознаеме својата држава и не случајно формираме и образуваме кадар за туризмот и угостителството, меѓутоа и за другите дејности кои што факултетот за туризам и бизнис логистика ги продуцира во овие 10 години.
Кога го споменувам факултетот за туризам и бизнис логистика, како што впрочем сите знаеме, особено во источниот дел на Република Македонија, каде што е седиштето на Универзитетот Гоце Делчев, со сите тие факултети што ги имаме на располагање, нели факултети, 13 факултети, исто така и 3 академии и други институции пропратни членки кои што се, што значи универзитетот веќе 10 години, веќе ова 11-та година, се покажи, се докажа дека станува еден етаблиран универзитет во рамките на Македонија, не случајно е рангиран на второто место, се надевам дека и понатаму тој рейтинг ќе го задржиме и можеби и понатаму да се развиваме и ние како ректорска управа за чело со ректорот професор доктор Лажо Боев и сите сега академик, да, му честитам од ова место. И останатата ректорска управа, значи настојуваме секоја година да понудиме нешто ново или во случајот и да се промовираме како високо образовна институција. И впрочем е дел од таа промоција и денешната средба со вас овде како јас и како декан на факултетот за туризам и бизнис логистика во кратко ги овие 20 на минути кои се на располагање да го презентирам факултетот, да дадам можност и да апелирам и да промовирам на што значи нашиот факултет до идните наши студенти, потенцијални студенти, се надевам средношколците кои што завршуваат матурантите, меѓутоа не само матурантите и сите оние кои што сакаат редовно или вонредно да студираат. Имено, како што напомена, факултетот е формиран во 2008 година, што значи годинава е 10-та година или јубилејна година од постојањето на факултетот. Започнавме скромно, лоцирани бевме во Гевгелија, Штип, покасно и во Скопје, така да денес имаме локација на 3 места, Штип, Гевгелија и Скопје. Исто така започнавме со една, после 2 студиски програми, денес имаме 5 студиски програми. Започнавме со 3 професори и 3 асистенти, денес имаме 21 вработен, од кои се само 3 асистенти, што значи побарувачката и потребата од соработнички кадар е голема, не само на нашиот факултет, туку и воопшто и на целиот универзитет и впрочем и претпоставувам и не само тоа, туку имам информација дека и за целата држава недостатокот на соработнички кадар е на некој начин насушен. Како асистенти, точно е со тоа. 82 има асистенти во Македонија. Да, веќе вие податок го сакате и го знаете, мислам и го потенциравте, точно е тоа. Значи потребата од таков кадар е потребен, затоа што наставничкиот кадар, ако го нема соработничкиот, односно асистентите, буквално не ќе може да ја освежува својата идеја, затоа што искуството, мудроста е кај повозрастните, меѓутоа еланот и можноста за докажување и за напредување кај помладите. Ако ја немаме таа спрега, значи не ќе можеме да иновираме нови текови во туризмот, меѓутоа и во бизнисот и воопшто во науката. Да се вратам на она што ми беше поентата, значи започнавме скромно со само 3 професори, 3 асистенти, денес сме 21 вработен, од кои 3 редовни професори, 7 вонредни професори, 8 имаме доценти и тие 3 што ги спомнав стручни соработници. Потребата од наставен кадар е потребна, бројот на студенти кога започнавме беше скромно, започнавме со мала бројка, со некаде околу вкупно во сите тие места околу 200 студенти. Стигнавме до 2010-11 година, верували не, до 1200 студенти, значи тој период на високообразовно, опфатот на високообразовен кадар, нали, за средношколците беше поголем и еуфоријата кај истото се зголеми. За жал, заради другите тенденции кои што почнале малку на долна линија да се развиваат, односно што не би требало да се развиваат, односно што треба некако да се најди можност и да се укинуваат или наставно да се тој тренд на намалување да се сопри или да се балансира, тоа е намалувањето на бројот на ученици, тоа е резултат на миграционото движење, да не мислам тоа е друга тема, иселување на млади брачни парови и така. Меѓутоа сепак колку и покрај овие проблеми со кои се соочува целата наша држава, меѓутоа не само нашата држава, туку и целото обкружување околу нас и пошироко. Сепак ние и ова година планираме да запишеме одреден број на студенти, така да со конкурсот кој е објавен и може на веб страната да го симнат, да го погледнат идните студенти, сите заинтересирани кои што сакат да студираат и на Универзитетот Гоце Делчев, каде се наведени сите факултети што ги споменав. Можат и да видат дека се работи за ние на конкурсот годинава, односно за следната академска година 2018-2019 година. Бројката е околу 610 студенти, од кои најголемиот дел се од тука во Штип. За прв пат оваа година стартуваме со 5 студиски програми, со туризам, гастрономија, исхрана, хотелско-ресторанска, бизнис логистика и бизнис администрација. Значи некаде околу 300 студенти се овдека, другите се околу 250 на студенти се во Скопје. На студиските програми бизнис администрација и бизнис логистика и другите студенти околу 120 се во Гевгелија
тоа е студиска програма туризам, студиска програма логистика, за прв пат ова година студиска програма хотелско-ресторанска насока. Ние како факултет сме спремни веќе да ги примеме едните студенти, располагаме со потенцијален кадар, оно што го спомнав, интелектуалниот, исто така располагаме со можности за да можат и практичната работа студентите да ја реализират во рамките на факултетот, меѓутоа и во рамките на другите пропратни членки што ги имаме во тој контекст, со работката со хотели и ресторани во целата држава. Исто така имаме и свој објект, тоа е Плачковица, горе објектот на планината Плачковица, кој што го користи универзитетот и ние како факултет, каде што дел од практичната настава во летниот и есенскиот период од годината и таму ја реализираме со доста активност. Исто така на располагање и универзитетскиот ресторан, кој што го користат нашите студенти за пракса, истовремено и тука непосредно да имаат контакти со дел од вработените, меѓутоа и сите гости кои што доаѓаат и секојдневно се присутни во ресторанот. Ова што ви го напоменав за факултетот, не значи тоа дека ние праксата ја вршиме само во рамките на Штип или источниот дел на Република Македонија, туку напротив ни целата територија. Така интересно би спомнал да го напоменам тоа дека наши студенти практиканти доаѓаат покрај во источниот дел и во Скопје, значи во метрополата, главниот град. Понатаму исто така дури и во Охридското крајбрежје, значи на Охридско езеро, во градот Охрид, во сите хотели, ресторани каде што имаат потреба и наши студенти одат и реализираат праксата, исто така во на Дојранското езеро, понатаму Гевгелија, Швид на секој случај, Кочани и во сите други градови каде што ќе има потреба да побараат студенти за пракса. Ние во рамките на ова како универзитет подпишуваме договори со сите заинтересирани субјекти и други правни лица кои што се заинтересирани, правиме договори, имаме дел од професорите одговори за практичната настава. Така добро подготвени студентите од теоретскиот дел од практичното веќе го реализираат и во текот на летниот период од годината. Исто имаме така наречена летна пракса и исто така и во текот на летните месеци од годината, доколку има интерес кај студентите за да ја реализираат во нашата држава. Со тоа не завршува како факултетот за првиот циклус на студии, меѓутоа кај нас имаме можност веќе повеќе години наназад, од 2010 година наваму, и можност и студентите да студираат и на втор циклус на студии, на 2 студиски програми. Тоа се меѓународен туризам и бизнис логистика. По фаза на акредитација се уште 2 други студиски програми, а затоа потоа тоа се бизнис логистика и исто така и за гастрономија и исхрана. Исто веќе тука некаде до 2015 година имаме и трет циклус на студии, што значи нашиот факултет со студиска програма или насока туризам и угостителство. Тоа покажува дека нашиот факултет, кадрот што кој располагаме, е компетентен и остручен да ги обавува сите 3 видови на циклуси на студирање во рамките на факултетот, односно и на универзитетот Гоце Делчев. Кога си има една високошколска установа како вашата, која за бројките на студенти кои студираат кај вас или студирале, и одеднаш ние, јас како новинар, имам еден друг заклучок, гледајќи ги огласите за слободни работни места. Минатата недела министерот за економија кажа има 8.000 слободни работни места и според статистиката таму е најголем број од нив, ако не се, не знам сега да не употребам невистината бројка, меѓутоа најголем број од нив се барање на кадри од вашиот факултет. А вие велите 600 се намалува интересот. Сега овде има една така мала дискрепанција. Да, точно, јас и добро е што го потенциравте. 610 бројката е на студенти, меѓутоа доколку има интерес и преката ќе се прошири, нема дилеми за тоа. А за тоа кажуваат и овие аргументи што ги кажавте вие. Точно е тоа дека има потреба од кадар во стопанството на Република Македонија, од сферата на туризмот, угостителството, меѓутоа и од бизнис, логистиката и администрацијата, можеби помалку, меѓутоа постои се уште интерес, доминира туризмот и угостителството. Тоа покажува дека ние како држава може и треба повеќе да се фокусираме на размени на другите, разбира другите гранки не ги омаловажува, меѓутоа да се фокусираме барем ево конкретно на туризмот, затоа што прочем доаѓам и од таа сфера. Да се фокусира можеби државата повеќе на тој дел, да субвенционира или да дава одредени други повластици каде што ќе би се вработувале или би се субвенционирало вработувањето, меѓутоа и образувањето на веќе
Имаме доста студенти кои што се вонредни, а се вработени во хотели, ресторани, како вонредни студираат. Значи тој дел можеби да се субвенционира, да се помага. Исто така, само една мала комперација, дека ако ќе лезам од контекст на ова, да ви напоменам дека речиси сите соседни држави имаат своји министерства за туризам. Можеби повеќе години лудирам и од ова маса, дека заеднички имаме констатирано минатата и предминатата година, дека е дојдено времето да се формира и не случајно со формирањето на такво министерство веќе сите елементи во сферата на планирање, стратегии, сите други пропратни документи и активности кои ќе влезат и во основното, средното, спомнав на основното, зашто да не да изградиме и култура на однесување како туристи, едноставно како гости во сопствената држава или во своите некои туристички места, па и во странство. И значи од основното, средното образование по високото образование. Зошто тоа го потенцирам? Затоа што туризмот значи еден дел од концепт филозофија на живење. Прво да тргнеме од аспектот тоа дека секој сака да оди да престојува во место туристичко кое е чисто, кое е здраво, автоматски со тоа ние веќе и алудираме и на заштита на животна средина, меѓутоа и на човековото здравје, грижа кон нега, кон својата хигиена, здравје и слично. Алудирам за тоа за Министерство за туризам, бидејќи веќе Министерството за економија не би можело целосно да обслужи сите онаа ниту агенцијата за ниту агенција за поддршка и промоција на туризмот, ниту и стопанските комори. Значи мора, по мои размислувања како декан на факултетот за туризам и бизнис логистика, апелирам дека моментот е дојден. Можеби ќе треба да седнат субјектите политички малку да повеќе да осветат внимание на овој елемент и ние како фела од високото образование и од другите сфери на образованието кои третираме и го обработуваме туризмот, така ќе може да дадеме своји идеи и доpriноси кон формирањето на тоа веќе конечно да речем Министерство за туризам. Само една мала паралела или на мала споредба, кога во 87 година во рамките на тогашна Југославија, ние како Македонија имавме над 1.200.000.300.000 туристи со некаде од околу 3.700.000 ноќевања. Сега моментално имаме околу 900.000, годинава може ќе биде и до 1 милион туристи. Бројот на доаѓањата не ќе ни надминува околу 2 милиони, што значи за да имаме потенцијали. Тоа го кажува нашата природа, значи се она што располагаме и како сместувачки кадар, значи тој дел на рецептивниот елемент. Понатаму располагаме со се она што може да се развива туризмот, кадарот што го продуцираме ние, побарувачката што е многу важно. Реките ќе се останат реки. Еден стимул повеќе за тоа што може можности за нови вработувања. Тоа покажува дека има државата потенцијал, има човечки потенцијал, да го искористиме тоа, да најдеме во ситуација пак да го подготвиме па да ни заминува. Така, професор, јас морам да го искористам вашето присуство овде, бидејќи сте професор, значи некој кој го истражувал на научна основа туризмот и бизнес логистиката пред се туризмот. Според најопштата дефиниција и она што е мејнстрим момент речено во светот, туризмот е слика на една култура. Значи, од воспитувањето, однесувањето на граѓаните во сообраќајната култура, па се она што следува, што значи продавање или нудење на вкупниот општествен производ на една нација. И сега овде морам да ве прашам, мене како човек, како граѓанин, многу пати досега ме нервира, се чувствувам малку понижено кога сите тие гости кои дојдат од странството се однесуваат кон нас, добар дел од нив, како екзотична средина каде што може да видат нешто што не може да го видат кај ни, бидејќи тоа е на понизок степен на развој. А науката вели дека врвот на продажбата на паметто заедно врзано со културата на живење е туризмот. Можеме ли да се доведеме во ситуација да не продаваме постојано пинџури, нешто туку да им продаваме култура, да им продаваме добро однесување, насмевка и кога ќе си отидат, тие да бидат целта на нивното, да биде исполнета целта на нивното доаѓање. Отидовме да се одмориме во Македонија. Така. Професор, како загадуваме. Впрочем, и ние како факултетиците, овие институции кои се занимаваат со сферата на туризмот, во високото образование, постојат студиски програми и наставни предмети кои што ги реализираме преку култура на однесување, понатаму комуникација, што значи нашите студенти ги остручуваме и така да се однесуваат цивилизирано, културно и така да не прифаќаат нас туристите.
Само еден податок ќе ви споменам, кои наши студенти биле на пракса во странство, некои веќе кои заминале таму и останале, и тие сега повратно кога доаѓаат овде кажуваат дека добиле сами нивните туристи таму во дотичните држави, во Германија, ќе напоменам, и во други држави кои што веќе престојуваат наши луѓе, наши поранешни студенти кажуваат дека од каде ова го научивте. Значи ние сме подготвиле кадар. Веќе нудиме готов кадар за тие држави, меѓутоа овој кадар е веќе присутен тука кај нас во нашата држава. Затоа апелирам да во факторите кои што планираат со економскиот развој на државата да посветат малку повеќе внимание во делот на туризмот и угостителството, меѓутоа и да не заборавиме факултетот за туризам и бизнис логистика има уште две други студиски програми. Тоа е бизнис логистика и администрација. Тука во сферата на туризмот, без секоја гранка, впрочем, без логистика не би се развивала како таква. И тука продуцираме ние такви кадри кои што сме успешни менаџери во сферата на логистиката, во спедитерски компании, осигурителни, во банки и слично. Исто така и во сферата на бизнис администрација. Веќе кадрите кои што влегуваат се вработуваат во локалната самоуправа, во министерствата. Доста, професоре, ќе молам немојте да го продолжувате тоа, инака имаме мастодонтот од администрација кој сите не критикуваат. Што е тоа што треба да ги научите да видат чиновници? Ќе молам. Да. Ојостете на дегресијата, но тоа е општествен проблем кај нас. Знаете, студентите студираат. Вие не го нудите. А и нудите партизација на мора да претрпите општествена критика. И уште нешто. Кај нас дека имаме мобилност на студиските програми. Да. Студентот кој што завршил таа студиска програма може да полага да си земи и двете студиски програми. Значи тие можности на таа проодност и тој ЕКТ системот ги дава тие можности не само во рамките на меѓууниверзитетите или во странство, туку и во рамките на студиските програми. И тука имаме ова што го спомнавте и вие, јаве сега да го дополнувам, имаме студенти кои што завршиле 2-3 студиски програми. Буквално во пазарот на трудот тие се нудат. Ако не може да најдат како дипломирани или по бизнис администрација, ќе најдат како менаџери по туризам или по гастрономија и гостителство. Што повеќе образование и едукација, тоа е подобро за младите и за старите, впрочем, и за возрастните. Системот, денешниот систем на успешни држави е постојана до едукација, брзината на информациите, знаењето, потребата од организацијски форми е толку голема што не може еден човек тоа да каже дека завршил со едукација. Да. Што значи човекот од раѓање до смрт учи нешто, така да и ние како повозрастна генерација на интелектуалци и се трудиме и понатаму работиме на тоа поле. Меѓутоа нашата девиза и нашиот интерес е да го пренесеме тоа знаење што го имаме, тоа знаење кое што постојано се надградуваме. Меѓутоа трка тоа што рековме околу можностите на добивање, стекнување на нови знаења, меѓутоа имаме и многу дезинформација, значи можноста сега луцидноста како да се провери информацијата дали е точна или не. И тоа дел влегува од секојдневното живење. Ние како факултет, особено околу деловите на туризмот, им кажуваме, има и посебни дури предмети околу безбедност во туризмот, осигурување, сите тие елементи и не случајно тој што ќе заврши туризам или од другите студиски програми каде што дел од предметите веќе се компатибилни, направени соодветно на студиската програма или модул, добиваат одредени знаења, се колку тие во праксата тоа ќе го практикуваат, што значи некако прочитале, завршиле, дипломирале, не значи дека се совладале. Туку напротив и на студентите кои завршуваат, тие веднаш сакаат да бидат менаџери. Чекајте, треба да помините ни сите елементи на работа, сите позиции, буквално можеш да почнеш од кујна па да завршиш до менаџер. Така, но тогаш ќе бидеш и повеќе ценет и самиот себе си ќе бидеш исполнет затоа што ги поминал сите лавиринти, да речем, на работното место. Така, професоре, ви благодарам што бевте дел од моја емисија. Се надевам дека низ овој диалог успеавме малку повеќе да ми го приближиме факултетот, а малку и да наметнеме теми кои се нужни за размислување во општеството. Ви благодарам и се надевам дека ќе имаме бројка на студенти, ги повикувам сите, не само од источниот дел на Република Македонија, од цела Македонија. Конкурсот е објавен, аплицирајте, конкурирајте, па и учете. За да бидете конкуренти на пазарот во вашиот живот, во заедницата. Без ука нема наука, без ука нема ни живот. Така, благодарам професор. Благодарам уште. Поштовани гледачи, ова беше мојот разговор со деканат Никола Димитров и на крајот вообичаено се трудам да запаметам по неколку реченици од моите гости и како заклучок професор рече морате да учите, морате да се надополнувате и не можете да бидете веднаш менаџери да раководите, но денешниот менталитет на помладите генерации, на младите генерации, барем во југоисточна Европа е сега и се, а трпеливите
нации и трпеливите граѓани од трпеливите, зборувам за некоја студиозност во однесувањето и во работата, се многу поуспешни. Нордиските народи не дозволуваат да се биде менаџер на 22 години, а не да е Боже на 24 министер. Еве толку од мојот разговор со професорот. Благодарам за вниманието. Се гледаме во другата емисија Отворено тема. Audio Jungle.